Михаела и вели што е поздрав јаглехидрат? Ориз или пченица и продуктите од неа како пецива и теста. Михаела, поздрав е, знаеш, барањето на поздравиот јаглехидрат ќе те стави во замка затоа што повторно би требало да го индивидуализираш на себе си лично. Ако ги гледаме еве од аспект на тоа по гликемискиот индекс. Оризот има некаде, значи белиот зборувам има 77 бројка на таа скала, гликемиски индекс. Кафеа Форис има некаде околу 68, ако не се лажам. Дифорис има 50 и нешто. Не знам точно која е бројката. Што значи тоа? Гликемискиот индекс покажува колку брзо ќе го крене нивото на шекерот во крвта, продуктот кој што го јадеш, односно јаглехидратот, и нели колку ќе го испровоцира инсулинот. И колку е понизок гликемискиот индекс, толку побавно ќе направи скок на шекер во крв, и тоа е добро. И ако гледаме еве и кај оризот имаме класификација кој е можеби најдобар, но од друга страна ако гледаме нели пченица, еве брашното ако го гледаме и продуктите кои што доаѓаат од брашно, повторно имаме некаде околу 77-8 гликемиски индекс, интегралното е некаде околу повторно 60 и неколку, но треба да знаеш дека придавката интегрално може да се додава на продукти кои што имаат барем 51% нели интегрално брашно во својот состав. Тоа повторно ќе направи ќе го смени гликемискиот индекс и затоа врзувањето нели кој е подобро не би функционирало. Оризот да речеме нема глутен, но има некои антинутриенти. Пченицата знаеме дека може да има глутен, но затоа постојат нели и безглутенски продукти во денешницава. Затоа јас би ти рекол ти да си избереш и да си го индивидуализираш на себе. И чувствува телото. Кај некои луѓе можеби прави оризот подуеност, кај некои луѓе можеби не прави, кај некои луѓе можеби и двете прават подуеност, така да се зависи што ти е целта и што сакаш да направиш, но еве како чисто сумирање, ако јас би избрал кафеа Форис, кој што ако одиме еве до тенчина за да го направиме што подобар, можеби би го оставил во вода ден предходно, за да ги снема оние антинутриенти кои што ќе намалат апсорбцијата подоцна и да го снема арсенот, затоа што знае оризот да има и арсен во својот состав. Така да тие се препораките кои што еве ги најдов и кои што ги зборува и на науката.